Во текот на истрагата што ја спроведуваме со родилката од Куманово, постојат нови факти врз основа на кои сметаме дека уште повеќе се согледуваат недоследностите и противречностите во самите извештаи. Ни стигна извештајот за спроведен стручен надзор за пациентката, родилката од Куманово, во кое што делумно се потврдува дека имало направено пропусти, како што е наведено на страна 8 од самиот извештај, во делот на административни пропусти во пополнување на медицинската документација. Исто така во однос на временската разлика кон преземањето на реанимацијски мерки, а не е за занемарување фактот што се поставува, односно како е наведено на самиот извештај, останува нејасно зошто во текот на оперативниот зафат настапува повторно влошување на општата состојба на пациентката, проследено со намалување на крвниот притисок кој прогресирал до срцев застој, што ако за самата инспекција, односно поточно за Комисијата за надзор за вршење на надзор на стручната работа за ЕЗО општа болница е нејасно, ние како немедицински лица во секој случај не би можеле да дадеме одговор. Во секој случај, овие наводи ќе ги продлабочиме и на тој начин ќе добиеме одговор на овие нејасноти. Во однос на самата обдукција, целосно не се согласувам со наводите на обдуцентите и раководителите на Институтот за судската медицина, криминалистика и медицинска деонатологија при Медицинскиот факултет од Скопје, од причина што истите наведуваат на последната страна 8 од самото мислење, смртта на покојната на возраст од 31 година е природна и настанала како резултат на еболија со амниотична течност. За изненадување е како може една здрава права родилка, која имала здрав прав плод, природно да почине, кога сите други индикации покажуваат нешто сосема друго. А како дополнение ќе се повикам и на фактот дека самата рожба немала апсолутно никакви аномалии во текот на породувањето и до ден денес, иако се наоѓа во ЈЗ Универзитетската клиника за детски болести во Скопје, со почетна дијагноза породилна асфиксија, неозначено, до ден денеска нема утврдена дијагноза и неговата психофизичка состојба е се уште, да кажам, критична. Во поглед на самата обдукција, која ние примивме во последната недела од месец ноември, почетокот на декември, датумот на нејзино изготвување е 28 септември 2024 година. Односно, дури 2 месеци по изготвувањето на извештајот и ОЈО Куманово и ние како адвокатска канцеларија го добиваме овој извештај за извршена обдукција и не е јасно зошто бил, да не кажем, ненавремено доставен до надлежни институции по повеќе од 2 месеци во насока да помине време да се заборави случајот. Семејството е апсолутно огорчено ваквото постапување на надлежни институции за кои што ќе бараме сигурна одговорност, со оглед дека нашите ангажирани правни експерти при хронолошка анализа на сите медицински действија и интервенции кои што биле преземени од страна на надлежната медицинска установа, покажуваат сосема поинаква слика и нема да дозволиме да вакви случаи се случуваат во иднина или пак овој случај да остане заборавен од страна на јавност.